Денес православната црква го празнува споменот на светиот маченик Созонт, светите апостоли Евод и Онисифор, свети Јован, архиепископ Новгородски. Свети маченик Созонт. Родом од Ликаонија, свети Созонт бил пастир на овци и се држал во се до законот Божи. Ги поучувал другарите и врсниците своји во благочестивата вера. Според некое видение, тој дознал дека е добро за него маченички да пострада за Христа. Во тоа време имало големо гонење на христијаните во блискиот град Помпепол од страна на некој Максимилијан Игемон Киликиски. А во градот имало некој златен идол, на кој незнабожците му се поклонувале. Созонт ги оставил своите овци, отишол во градот, влегол во незнабожечкиот храм, ја откршил раката од идолот, ја раздробил и ја раздал на сиромасите. Настанала голема паника во градот поради тоа и незнабожците почнале да го бараат виновникот. Некој друг да не пострада поради неговото дело, Созонт се упатил кај Гемонот и се објавил себе си како христијанин и сторител на тоа дело. Мачителите прво го тепале, а потоа го обесиле надарво и го стружеле со железни четки. Кога бил веќе на издивнување, го ставиле на оган, каде што Созонт ја предал својата света душа на Бога. Пострадал околу 304 година. Неговите мошти чудодејствувале и над нив бил подигнат храм во име на свети Созонт. Поуки од светите отци. Никогаш не сум видел никој да се поправи преку гнев, туку секогаш преку љубов. Тогаш тој е спремен дури и на жртва. Значи така треба да постапуваш. Земи се себе си за пример, како се смируваш со викање или со љубов. Свети Јосиф Исихаст. Свети апостоли Евод и Онисифор. Овие двајца биле од 70 мината. Евода со голема пофалба го споменува свети Игнатиј Богоносец во своето послание до антиохијаните. Евод бил ученик на апостол Петар и бил негов наследник во позивот епископ антиохиски. Петар, апостол и наставник негов, го поставил за епископ антиохиски. Евод напишал дело за Света Богородица, во кое изложил како Света Дева Марија била воведена во храмот и мајки 3 години од раѓањето, како во храмот останала 11 години, како наполнувајќи 15 години му била предадена на Свети Јосиф на чување и како го родила Господа во 15-та година. Напишал и друго едно дело под наслов Светило. Овие две дела се уништени во времето на гонењето на христијаните. Убиене за Христа во времето на престојувањето на царот Веспавијан во Антиохија. Светиот Онисифора го споменува апостол Павле во второто послание до Тимотеј, како свој искрен пријател и помошник. Пострадал за Христа во Колофон, каде што и бил епископ. Се вели дека бил врзан за диви коњи и бил растргнат. И така овие верни Христови војници
česno poslužile na zemljata i se preselile vo radosta na svojot Gospod. Pouки од светите оци. Доколку не си радосен, што и да сториш, дури и твоето покаяние и твојата љубов нема да бидат вистинити. Старец Емилијан Симонопетриски. Свети Јован, архиепископ Новгородски. Прво бил свештеник, а потоа од 1163 година бил епископ во Новгород. Изградил 7 цркви за времето на својот живот. Имал видение на Света Богородица и необична сила над демоните, кој ги принудувал дури и да му служат. Чудесно го сочувал Новгород од нападот на 72 кнеза. Страдал од јаволски искушенија, но со силата на крстот и молитвата сите ги совладал. Во староста се повлекол в манастир, примил схима и мирно се упокоил во Господа на 7 септември 1185 година. Pouки од светите оци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја величае.